Порано со 1000 можеше да се купат многу работи. Сега одва една кеса продукти и пак е малку за еден ручек. Велат граѓаните на Скопје кои секојдневно се соочуваат со високите цени во маркетите пазарите. Платите стагнираат, пензиите не се накачуваат, а цените се кренати до плафон. Истакнаа Скопјани пред камерата на Алфа, каде се пожалија дека трошоците на животот година на година се повеќе се зголемуваат. Поскапо, сигурно дека е поскапо. Нормално, с 1000 динара ништо не можеш да купиш. За еден ручек, нормален. Да речем, не ги собираш децата, дури и малку 1000 динара. Порано повеќе можеше да се купи до пред некоја година? Повеќе можеше да. Од година на година животите се поскапи, пензиите се мали, платите мали. Па поскапи, како не е поскап. Порано можеш повеќе да земеш, сега мал се помалку. Во секој случај поскапи сега. А пензиите, например, тешко идат нагоре. Ептен скапо, поскапо од сега нема никогаш. И нема ни да биде. Цените идат како да сме у Америка или у Швајцарија. Со 1000 можеше се, сега ништо. Сега ништо не може. Ништо еден ден само. За јадење. Растат трошоците? Растат. Платите стојат исто, а трошоците растат. Раснат цене, раснат. Се можеше со 1000 денара може се да се купи, ама сега тешко. Тешко, салте еден лек не може да земеш за 1000 денара. Скапо сине. Според Државниот завод за статистика, трошоците на живот годинава во однос на минатата бележат пораст од 1,7%. Цените на мало сега се за 3,1% повисоки за разлика од лани. Пораст на индексите на трошоци на живот во мај 2018 година, во споредба со претходниот месец, е забележан кај свежиот и разладениот зеленчук за 13,1%, цигарите за 5%, свежиот и разладениот овошје за 2,3%, замрзнатото овошје за 1,3%. Намалување пак се бележи кај маслото и маснотиите за 1,1%, јајцата за 0,9%, сувото овошје и аткастите плодови за 0,6%. Повисоките цени, а малите плати и пензии се врзани со стапката на сиромаштија, која има тенденција на зголемување во последниве 3 години. Според официјалната државна статистика во 2017 година, 460.000 или 22,2% од населението било сиромашно, што е за 0,3% поени, повеќе од 2016 и за 0,7 повеќе од 2015 година.